Задоволство ми е што денеска имав можност да сум во посета на Македонски Телеком и во присуство на представничката, односно на членот на одборот на директори на Deutsche Telekom, господја Лерој, да разговараме за напредокот и за развојот на компанијата. Драго ми е што оваа компанија расте и се развива и истовремено ги покрива потребите на граѓаните, односно на клиентите на домашниот пазар, но секако и на деловни клиенти кои што ги има вон границите на нашата држава. Во таа насока сакам да му честитам на менаџментот на Македонски Телеком за успесите и за храбрите чекори кои што ги презема за напредок на компанијата со цел да биде конкурентна и надвор од границите на нашата држава. Македонски Телеком е наш препознатлив бренд кој се позиционираше како компанија која е двигател на дигитализацијата во општеството, препознатлив и во примена на нови технологии, како што е последниот исчекор 5G технологија со која покрива 27 градови во државата. Минатата година за Македонски Телеком беше година на големи инвестиции, со кои што овозможи проширување на оптичката мрежа во државата, меѓутоа и воведување на 5G технологија, како што веќе кажав. Заложбата секогаш да се размислува 3 чекори однапред, доброто менаџирање на процесите со цел побрза и поефикасна услуга за граѓаните, но и напорната и посветената работа, се принципи на работа која во мојата кариера го применував и тука во овие канцеларии, но и денес како претседател на владата. Горд сум што е тоа се уште така и затоа сметам дека е одлична вест што минатата 2022 година компанијата постигнала 5% пораст на приходите од продажбата со проекции за нови инвестициски планови во идниот период. Владата што ја предводам создава поволни услови и поволна клима за безбедно инвестирање во новите технологии, а новите инвестиции се она што е потребно за континуиран раст и на економијата и на државата. Ова е особено важно во услови на неизвестност и во услови на голема економска и енергетска криза. Кризата ја претворивме во можности и токму затоа како влада успеавме да ја зајакнеме меѓународната позиција на Северна Македонија и да оствариме многу стратешки цели поврзани со економскиот развој на државата. Северна Македонија е земја членка на НАТО и земја со започнати преговори со Европската Унија, што е основа за економски зајакната позиција на државата, но и поттик за странските и домашните инвеститори во владата да гледаат свој партнер за напредок и развој. Македонски Телеком е подружница на Deutsche Telekom. Deutsche Telekom е една од најголемите германски компании, а Германија е земја која што е голем пријател и голем поддржувач на нашата држава од првиот ден на осамостојувањето и таа соработка како на државите, така и на компаниите во оваа држава се гледа низ се поголемото ниво на инвестиции и се поголемиот напредок на нашата држава во која што секако голема улога има и компанија како Македонски Телеком. Ние работиме локално за домашната економија и тоа е особено важно. Во тој процес се стремиме да создаваме услови по светски трг, затоа што безбедното инвестирање и непрешено функционирање на компаниите е за нас врвен приоритет. Поволните услови за нови инвестиции значат нови, добро платени работни места, а тоа крајно значи економски силна држава која обезбедува подобар животен стандард за граѓаните. Сакам на крај уште еднаш да се заблагодарам за гостопримството и за поканата до генералниот директор господинот Љушев, до членот на бордот на директори на Deutsche Telekom господја Лерој, до претседателот на управниот одбор и навистина самото присуство овде ми буди навистина позитивни емоции и позитивни мемории, бидејќи најголемиот дел од мојата кариера го поминав токму во оваа компанија, која што ги направи најголемите и најсмелите чекори во дигитализацијата на државата, во воведувањето на мобилната телефонија, во воведувањето на дигиталната телевизија, а сега продолжуваат новите генерации на искусни менаџери вработени со воведување на нова 5G технологија, воведување на нови содржини на мрежата на Македонски Телеком и секако унапредување на мобилната мрежа на повисоко и поврдно ниво. Голема благодарност уште еднаш.